Благодарам, почитуван подпредседателе, почитувани колеги, заменик министер, почитувана јавност. Се извинувам, подпредседателе, за која година кажавте дека разговараме? За 2020. Почитувана јавност, во 2022 година ние усвојуваме завршна сметка за 2020 година и така денов денеска заврши лакардијата како што почна со усвојување на извештај да Советот за јавни обвинители за 2020 во март 2022 година, продолжуваме и со финансиски дел 2020 да го разговараме во 2022 година, кога сосема се определени бројки ирелевантни, но истовремено треба да разговараме за определени бројки кои што носат влијание и во оваа 2022 година, ќе ги има и во 2023 година, бидејќи 2020 година, гледано на макроекономски план, исплива целата неспособност, неинвентивност, некреативност на економскиот тим на владата. Тука имаме друг заменик министер за финансии кој што е сега представник, само ќе ја потсетам јавноста дека во 2020 година имавме министер за финансии господица Нина Ангелеска, потоа Заев сакаше да биде министер за финансии, па потоа на крај заврши со Фатмир Бесими. Во добро познатиот стил, ако не ти оди финансиите, ако не ти оди економијата, менувај министри за финансии. Штувана јавност, 2020 година беше година на корона и уште во првиот квартал се направија клучните и кардинални грешки по кои што стопанството се уште трпи последици во оваа држава. Ако се сеќавате, некаде околу 13-14 март беа затворени училиштата, кафетериите, хотелите и така натаму. Во март месец ни убедуваа дека можеби ќе прекине короната за 20 на дена. Во април имавме изјави на тогашниот министр Дамјан Манчевски дека може да има крах на буџетот и администрацијата не може да земе плата. Тогаш беа познатите изјави на Зоран Заев дека буџетот е само хартија, а дека реални пари нема. За потоа кога предизборно се сменат работите да има многу пари. Додиме поред. Првата помош во 2020 година за граѓаните, за капиталот, за приватниот сектор стигна во месец мај. Првата помош беше со мајските исплатени плати, кога веќе 50 или 60 денови имавме се затворено, имавме локаути каде што едноставно никој не можеше да троши и оние кои што даваат услуги не можеа да ги реализираат. За овие ненавремено земени мерки до ден денеска во оваа држава имаме проблеми, а 2020 година само ќе ја потсетам јавноста дека беше најавувана како година на економијата. Од оваа собраниска говорница абдицираниот премиер зборуваше дека 2020 година ќе гради Бошков мост, дека ќе го гради Чебрен Галиште, дека ќе гради автопат према Блаце, автопат Тетово Гостивар, автопат Гостивар Кичево и што ли уште не, ништо од тоа нема. Завршната сметка ние во сосема погрешен правец. Капитални инвестиции проектирале 320 милиони евра во 2020 година, реализирале само 260 милиони евра. На 4 милиарди буџет, само 5% реализација на капитални инвестиции, а капиталните инвестиции во цел нормален свет се единствениот механизам на вадење на економијата од рецесијата која што на крајот на денот беше неизбежна. Од таа година овдека имавме веќе пакети на мерки. Ќе ги споменам оние 90 милиони евра кои што ги земавме заем за градење на модуларни болници, ако се сеќавате. Тогаш зборевме дека нема да има болници, дека ќе одат во социјала, голем дел отидоа во социјала, останаа малку пари за болници и на крај да не злоупотребуваме како испадна дека е крив и тоа е токму овдека стои во оваа завршна сметка. Она кое што е трагично, покрај угушувањето на капиталот и на граѓаните, сакам да ве потсетам дека повеќе од 7.000 фирми во оваа фискална година затвори Република Македонија. 7.000 фирми.
Најголем трошач владата за капитални не, туку зашто? За припрема пред парламентарни избори. Во графиконот број 34 од завршената сметка вели дека владата е за 2,5 пати поголем трошач на средства од Министерство за здравство. Тоа стои во завршената сметка. Во време на COVID, во време на блокирана економија, владата троши повеќе пари од Министерство за здравство, односно Министерство за здравство е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 поред. Значи 9 институции пред здравство имаат трошаци, но нели беше COVID година. Она кое што сакам да поразговараме, колеги, и да се погледнеме вака во очи, е завршната сметка од работата на владата на ЗАЕВ. Привремени вработувања имате тогаш, кога имате зголемен обем на работа, кога актуелните вработени државни службеници не можат да постигнат да завршат се од обемот и прибегнувате кон методот на привремени вработување. Во година во која што пола администрација беше дома, една недела на работа, ние имаме во завршна сметка привремени вработувања 11 милиона и 500 илјади и реализирани 11 милиона и 250 илјади, 98%. Подпишано од палката на премиерот. Како ова го коментирате? Ве молам некој да стане и да одговори на македонската јавност. Понатаму, од дуи гледам дека има некои тука, тие плата не живеат, но има една друга институција, многу исто така индикативна. Колега, да не ги навредуваме колегите. Не ги навредувам, јас само кажувам како што е. Така мислам. Сите пратеници... А верувате дека така мислите и вие. Стопирате му го времето на колегата. Сите пратеници се звработени во собранието, имаме плата. Така. Сега може да продолжам. Ако имате некакво сознание за некој од колегите пратеници дека има некаков приход на незаконски начин стегнат, коректно да го кажете. Колега Мисовски, ве молам јас сум должен да продолжам, а вие малце треба да говорите по точката од дневниот ред. Така, согласувам и ја водам, но мојот начин на говорење, ако сакате да ви биде појасен, пред да водите седница, коректно е да погледате канадски парламент, британски парламент и тоа ќе ви биде појасно, бидејќи едноставно друг стил на говорење практикуваме, тоа треба да го почитувате, никого лично не сум го навредил. Продолжите. Сега да продолжиме. За владата кажавме. За да не биде првиот вице-премиер Покусо, имал нешто помалку од зајав за договорни услуги, имал 6,9 милиони, реализирал 6,899, 100%. Реализација на договорни услуги и привремени вработувања и првиот вице-премиер во време кога цела администрација одеше на смени, недела дена на работа, недела дена дома. Дали, колеги од парламентарното мнозинство, дали имате чувство на одговорност према оние кои што не гласаат? Како ќе поддржите оваква завршна сметка, каде што се кратело од се, освен од партискиот кадар? И дали видовте потоа што се случи? Бадијала се става партискиот кадар на прво место, кога од народот ќе ти каже дека не те сака, за тоа доживеавте и потоа потоп на локалните избори. Министерство за образование, почитувани колеги, што претпоставувам ќе гласате оваа завршна сметка. Регионални центри за стручно образование и наука 0% реализација. Изградба на средни училишта, кога децата беа дома, 0% реализација, ама во образование, договорни услуги, 1,5 милиони, реализирани 1,320 милиони. Не е ли ова срамота? Не е ли ова грабеж? Како може вакво нешто да поддржиме во кризна година? И потоа ќе кажеме дека некој е воен профитер, се вознемирувате овдека. Второ, имавме во образование национална платформа. Децата каснеа, месец дена покасно отидоа на училиште, зошто се правеше национална платформа? Се потрошија буџетски пари, за потоа и по месец дена никогаш да не проработи и сите дечиња да бидат на Microsoft Teams и при тоа никој од вас, од никого за ништо не побара одговорност. Министерство за економија, развој и енергетика, само 16% реализација. Ова е срамно,
а во исто време договорни услуги имате 83 милиона 617. Енергетика 80 милиони, договорни услуги 83 милиони 617. За тоа на ова дереđenje државата и за тоа се полошо и полошо ќе биде. Затоа сакам да се прочита, да апелирам и овека треба да има одговорност, а не аминување на овакви завршни сметки. Благодарам.